пресудата против неделникот Фокус, за кој што денеска и Репортери без граници се огласија. Влада која што зад себе има црно на бело, дека во еден ден, 3-4 дена пред кампањата, префрлила 320.000 евра на една телевизиска куќа, 360.000 евра, за медиумски услуги за кампања која што уште не е почната, теоретски, по закон, а Љубе Бошковски за 100.000 евра што му ги фрлија со Зара Кеса во затвор за кампања. Влада која што затвори телевизии, влада која што не дозволи да се отворат телевизии, влада која што затвори печатени медиуми, влада која што има сервис, јавен сервис за стигматизација на политичките противници и неистомисленици, нуди една реченица за промовирање на слободата на изразување. Навистина, треба да имате желудник да го напишете првова, па уште и да го гласате. Толку лицемерно, навистина, не можем да разберем. И наместо да се бориме, да им ја дадеме задачата на новинарите, да самите си ја одбранат професијата, ние ги ставаме во рамка. Ние им ставаме административен надзор. Ние им ставаме пресија. Ние им измислуваме екстремно многу здруженија. Ние ги политизираме со комисијата за избор и именување да дава членови. И како ќе го решиме оваа ситуација? Со промовирање на слободата на изразување. Има многу јасна порака и болна што новинарот Владо Апостолов пред некој ден после пресудата ја кажа. Види, мене ме казни 1000 евра, медиумите 9000 евра медиумот, ама ја не сум во затвор. Таа порака до човек што има не корумпирано партиско срце ќе допре. Бидејќи со Исо Кежаровски, со пресудата за Фокус, каде што вие не можете да пренесете трет човек што кажа, или пренесувате изјава од друг, која информација ќе стигне во Република Македонија? Која е таа за ова што зборува во Хана Аренд за расудувањето што може да го направат граѓаните и потоа да одиме рамноправно на избори?